Точка 12. Советнички прашања. Дали некој бара збор? Повелете. Јас ќе прашам само најосновни сега. Дали таблата од проектот кој е на општината овде, знаете, на времето кога се клаја реагирав, јас реагираше и ВМРО Могила и диаспората, ќе биде тргната не оти албанското знаме и дека ќе пречи, туку без разлика на тоа, ако почнеме да ги редиме сите проекти, ја знаете во Могила колку имало канализации, училишта, спортска сала, стадиони, тука на што ќе личи таа прва. Местото на досегашните такви табли му било кашо е изградено, значи нова табла конкретно во село Трап. Значи тоа е од луѓе кои мене ми се јас сам имам барано и се затоа и го барам. Дали ќе се тргни во најскоро, ако треба да се изгласа на совет тукасне да се изгласа, значи како е договорено со проектот, треба да се види, значи не може на своја рака, така да ќе видиме кој беше одговорен од администрација за проектот и сето тоа сигурно е документирано, па наредна седмица или во овие текот на овие 2-3 дена ќе добиеш одговор. Да не е сигурно одвајана без закон, без ништо. Затоа ќе се види проектот каков е и како е договорено измеѓу соработката меѓу општина Малик и општина Могила со донаторот. Друго прашање? Друго ми се јави баш сношти од Дедебалци прашува парите општината што треба да му ги плати за гласањето. Да, добро Значи, поставя прашањето. до кога ќе биде тоа? Многу луѓе мислат дека се пари, средствата се од влада или од буџет на влада на Република Македонија, средствата се од буџет на општина Могила и ти како поискусен советник заедно со Николче знаете во каква ситуација наследивме општина Могила, значи буквално сега со поскупувањето на струјата, мислам дека и февруари-март ќе имаме и сличен проблем како кој ја наследивме, дека ќе се соочиме со исклучување на електричната енергија, касниме со плати со комуналното, паушалите ви се каснат 26 месеци од претходниот совет и од овој совет една паушал, значи борчиме, исто и делот со општинската изборна комисија кој е 1.220.000 денари, рати доспеани доаѓаа и уште доаѓаат, се соочуваме со тужби, пред тужби, така да битно е да знаат дека овие средства се од буџет на општина Могила. Не се средства кои ни биле нас префрлени, па ние не сме ги префрлиле до општинската изборна комисија. Значи битно е да се знае дека се средства општински, а со тоа како што е наследив општинската каса празна, така да ќе гледаме, ќе правиме напори за скоро да се исплатат и тие. Секако значи заслужуваат да бидат исплатени, но ситуацијата е таква. Друго сакам да прашам дали ќе се преземи некоја иницијатива да се отцртаат овие ридовите во државно земјиште, некои парцели што се околу нас во Могила во државно земјиште, за да дојдат инвеститори да градат како што е Томе заинтересиран за фотоволтаици, кој може да вложи некаде околу 1-2 милиони евра во самата инвестиција за да почне. Значи, за да почне тој тука треба да има слободно земјиште направено, оцртано, изградено. Јас во минатиот состав го побарав тоа од АЦО. Тој вели треба да си дојди тој да кажи каде кај ќе биде порно да е оцртано тоа, да се знае еве го тука ти е оцртано, ако сака гради. Има закон, значи било кој инвеститор да сака да инвестира, најдобро е со правник или лично тој, да дојде да му се образложи законот, тие кои се заинтересирани ќе го знаат, што е државно земјиште, каде што ќе треба да појават тие интерес. Така да ова детално можеме и писмено да го одговориме за полесно да му биде на секој кој планира да инвестира, да биде по-детално запознат, за полесно да се одреди локацијата на каде што сака да инвестира. И уште едно, овие другите ќе ги оставам. Дали ќе се заангажираме сниманите седници да одат во живо? Треба да видиме технички дали можеме сето тоа да го изведеме. Не е проблем, мислам дека дали имаш заприметено дека нешто не е објавено, Знам, друго е да се објави, значи друго е во живо, ќе има поќе гледаност.
Општина Битола, не сме ние шоу за да види гледаме. Значи, Општина Битола оди во живо, Општина Прилеп не оди во живо, град Скопје и Општина Битола оди во живо. Ниту една друга општина. Не знам, баш треба да видим. Очигледно, значи, како неискусен советник овде наместо нешто поддржано или да издржано да кажеш. Седниците се снимани, Гледам дека- објавени. Ќе добиваме сега, Нека под наредните 4 години појасно ќе ти види. сега ќе добиваме значи специјално лаптоп за таа работа, исто од донации, јас со нив сум во преговори за да одат седниците во живо, но дали ќе биде тоа поддржано, сакам сам. Прашам дека тие ќе наместат и ќе ја пуштат првата седница. Супер, ако дојдат волонтерски да го одржуваат во живо, поканете се волонтерски, не со надомест како што беше претходно 5-6 денари дневница, така да и првата и другите наредните. Значи убаво